Конечно имаме успешен маж како гостин, така да едва и чекам да дознам што значи успехот за вас. Не сум роб на она што сум го стекнал. Тоа е мојот капитал кој што ме направил тако како што сум денес. Ја денеска нема за мене зборот љубов е единствен збор кој што мене ми е императив да го имплементирам. Љубов најпрвенствено кон жената, кон полот кој ми го обликува животот, љубов кон моето семејство, љубов кон моите најблиски пријатели, другари, љубов кон обичниот човек, љубов кон културата, кон уметноста, кон спортот, кон сето кој што ме обликува да бидам како човек. Затоа велам, љубовта е универзална, меѓутоа не во форма да таа се трансформира во интерес. Тогаш тука завршува љубовта. Јас, кога дојдов со сопствениот капитал во Македонија, тогаш беше Македонија во војна, 2001 година. Ми беше понудена Австралија, буквално врвни личности на австралиската влада, да инвестирам, да одам со сиот свој капитал во Австралија да инвестирам. Сакам во црна металургија, бојна металургија, племенити метали, брилијанти, што знам, било што, во кој што ми нудеа комплетно фул подршка. Јас се одлучив да дојдам во Македонија. Децата мои кои што се овде кон Македонија беа првиот предизвик кој што јас сакав да бидам околу нив, околу моите внуци, да бидам заедно со нив. Тоа имаме нешто ние балканците, нешто во себе во кој што секој пат сакаме да бидеме блиску до семејството, до нашите потомци кои што доаѓаат после нас. И мислам дека единствена грешка во животот ми беше тоа. Јас мојата љубов кон Македонија никој пат нема да згасне. Меѓутоа од аспект на веќе бизнис говориме капитал, тука донесов погрешна одлука, што со капиталот не отидов во држава во кој што владеат правни системи. Точно е така. Овде кон Македонија, за жал, тоа не функционира и си ја платив цената. Не жалам, да се разберем. Немам намера да се жалам. Како што кажавте према. Господ ми дал се. Ми дал родители, ми дал семејство, ми дал се во животот. Интимно сум му исполнил. И физички, и емотивно, така да ја јама на животот, можам да кажам благодарам. Прав маж никој пат не се плаши од успешна жена. Ствари да, тоа успешен човек. Прав маж. Имаме квази мажи и квази жени. Така. Видете бака. Не можам да се плашам од нешто кој што ја и на големата опасност отворени очи отварам. Зашто да се плашам? Успешна жена за мене само е пори повеќе да влезам во незиното поимање на нештата и ја да се збогатам, ако можам и јас да за успешна да биде уште поуспешна, да ја дадам поттик да уште повеќе порасне. Тоа е мојот пристап кон Ја би ракоплескала, буквално ја би ракоплескала на ова, затоа што е така. Фала ви за ова. Ама не, видите вака, зашто да се чувствувате дека сте маловажени? Има луѓе кои што ве почитуваат и тоа многу ве почитуваат. Дайте им пиетет на тие луѓе кои што знаат да почитуваат вредностни системи од државава. Сакам да ви посакам на сите здраво. Не ти е хелоу? Не ми е хелоу, посебно на денешниот гостин во подкастот. Господин Трифон, ми благодарам што прифативте поканата да дојдете овде и да ни направите чест да дознаеме толку многу од вашето искуство животно и од сето она што сакате да го пренесете на генерациите по вас. Благодарам за вашата покана што ве меѓу две прекрасни дами можам денеска да разговараме, да дебатираме на теми кои што се битни, а сметам дека моето искуство е моето најголемо лично богатство, не материјално, духовно богатство, кој што сметам ако го споделам со вас, тука присутните и со гледачите, апсолутно ќе допре до луѓе кои што им треба или пак ќе се согласат, па или пак ќе го одбијат.
Така. Тоа не е целта да излечиме некое ново искуство нормално од, Така е. од животот. Јас морам да признам дека јас не сум некоја водителка со искуство за разлика од Ивана. Тоест, тамача И знаеш дека веќе имаш како- природен талент. Да, како што кажав пред малку, јас стварно имам прв пат трема, еве толку подкасти сме снимали. И многу ми е мило што ви имам како гостин и што имав чест да ве запознам лично. Од секогаш сум сакала, навистина ми е драго. Ми беше многу мило и вам што ве запознав. Имаме овдека книжевник, имаме музичар, така да апсолутно се чувствувам како дома. Ете така, Баш ми е баш ни е мило. мило. А на почетокот имавме толку многу подкасти кога зборувавме за успешни жени. Имавме успешни жени како гостинки и конечно имаме успешен маж како гостин. Така да едва и чекам да дознам што значи успехот за вас како човек, бидејќи јас ве дефинирам според мене дека сте успешен човек. Дали вие сами себе се дефинирате како успешен маж, како успешен човек? Видите, ако успехот, за мене, ако мене лично ме прашате, сметам дека тоа се сосема природна појава. Доколку човек се наоружа со знаење, умешност, занаети, и доколку е спремен да се вати во кошет со она што е мојот предизвик, секој пат тој ќе стигне до нека цел. Јас стигнал до мојата посакувана цел и сметам дека благодарам. Ако денеска ме прашате дали сакам да го менувам сопствениот живот, да го заменя со некои други желби, никој пат тоа не го сторам. Бидејќи патот ни најмалце не беше лесен, успехот сам по себе доаѓа како една награда, кој што еве вие така ме доживувате, како една награда за моето постигнато минато во минатиот период. И тоа е голема сатисфакција. Јас лично да кажам дека сум успешен, да, успешен сум за себе, моето семејство, за моите најблиски пријатели и најблиски луѓе. Меѓутоа не знам, осеќам чувство на одговорност, веќе која и вие овдека во подкастот ме велите дека јас сум успешен човек, мене ми е тоа голема привилегија. Јас се стојам, затоа јас се согласувам со вас. Јас го дефинирам успехот дека кога ќе опоминеш најтешкото во животот, дека не е лесно, кога ќе почувствуваш дека си среќен со тоа каде си и не сакаш да смениш ништо, сметам дека тоа е успех. Како што вие рековте? Успехот е тоа док веќе успешните луѓе имаат карактер пред секако луѓе, кои има дефинирана цел и они во таа цел се неприкосновени и нема буквално има моменти кога се попушти се и се додава, меѓутоа не се откажува од целта. Никој пат на собствените проблеми, не дека сум немал големи проблеми во животот. Никој пат не сум мижел пред проблемот пред мене. Да ги замене очите да кажам некој друг ќе ми го реши проблемот. Не, лично е кај мене тој проблем. Затоа велам дека карактер е најбитно во дадениот сегмент. Дали е успешен маж или жена, тоа е до карактерна особина. Апсолутно, верувајте ми. Карактер набилдан, односно надграден со образование и воспитување, кој што се го носимо од дома, од собствените родители, наследство, од пријатели, најблиски. Така да, еве ако тоа е нека мала формула, прифатете дека е ова. Јас мислам, јас мислам дека сето она што ви било во препрека, како препрека во животот ве направило уште посилна личност и тоа ви било уште поголема мотивација да стигнете до кај, барем јас така се осеќам за мене, секогаш кога имам нешто, некоја препрека која морам да ја поминам, сваќам како уште поголем мотив да продолжам и да го постигнем она што веќе ми било замислено во животот. Мислам, она флоскулата never give up. Точно. Ке мене имплементирам во целост како човек. Никој па да не се откажувам, доколку сметам дека тоа што го туркам е на правилен пат. Точно така. И имам аргументи за тоа да застанам. Значи, им прашам на сите гледачи и вама овдека, млади дами, никој пат не се откажувате од вашите цели кои што сметате дека ви се приоритет и на чесен начин да ги достигнете. Ќе стигнете на целта. Прашање само кога. Точно. Има едно верување, билат на врвот си осамен, и дека како човек станува поуспешен, така ќе се чувствува поосамено, бидејќи не сите луѓе сакаат успешни луѓе повеќе од нив успешни и се оттуѓуваат од тебе. Постои некоја непишано правило дека мажите се плашат од успешни жени. Јас лично за мене имам почувствувано како одам напред, така поосамено да се чувствувам. Дали вие сте имале такво искуство во животот? Веројатно јас сум исклучок од таквите успешни луѓе, бидејќи јас почитувам личност пред мене.
да комуницирам, да разменувам, да соработувам, едноставно да споделам моето секојдневие. Ако денеска како успешен човек, кој што вие веќе ме детектиравте, јас не можам да живеам ако не сум социјално обкружен со моите пријатели, најблиски роднини, со најблиски луѓе околу мене, па и другарите. Верувајте ми, апсолутно, тоа е што човекот го носи во себе. Не сум роб на она што сум го стекнал. Тоа е мојот капитал кој што ме направил таков како што сум денес. Ја денеска нема за мене зборот љубов е единствен збор кој што мене ми е императив да го имплементирам. Љубов најпрвенствено кон жената, кон полот кој ми го обликува животот, љубов кон моето семејство, љубов кон моите најблиски пријатели, другари, љубов кон обичниот човек, љубов кон културата, кон уметноста, кон спортот, кон сето кој што ме обликува да бидам како човек. Затоа велам, љубовта е универзална, меѓутоа не во форма да таа се трансформира во интерес. Тогаш тука завршува љубовта. Тогаш баш тоа е едното прашање. Дали сте почувствувале некогаш од страна на женската популација поголем интерес према вас, поради фактот дека ите сте успешни, имате пари, ве познаваат, јавна личност? Дали тука се почувствува некоја промена во вашиот живот во тој период? Важам за човек кој што малце опериран од чувство да процени човек. Не можам ја луѓето да ги сегрегирам на ваков, таков, онаков. Секој човек кој што ќе ми приде со добра намера, за мене е добронамерен и во старт јас сакам да му верувам. Во старт му верувам на човекот. Имало случаи кои и такви, во кои што некои ми се приближувале од интерес, некои од љубопитство, некои од нешто повеќе, меѓутоа никој пат никого не сум ниту осудил, ниту пак имам намера да го судам. Тука едноставно од некои работи сум се оттргнувал, без да навредам никого, едноставно се продолжувам по сопствениот пат. Сакам да градам сопствен пат. Не честопати тој пат е многу тежок, бидејќи нашето обкружување сепак, барем во Република Македонија, е многу сензибилно на многу работи, дали се каже, политички, национални, верски, културолошки, спортски, сите тие работи се тешки, меѓутоа, човек, ако сака, ќе успее. Верувајте ми, љубовта е неприкосновениот символ на иднината на човештвото. Но искрено има многу врски каде што се распаѓаат кога партнерот има пари, нема пари, дали ќе се запознат пред кога има, дали после тоа се менуваат луѓето, кога ќе направат нешто, одредени луѓе се менуваат. Значи, зашто велат дај му пари на човек и ќе му го видиш паметот. И мислам дека и тоа е голема формула од успех, да не се промениш како човек, да останеш. Јас сметам дека на тој план останав. Сега некој ми замерува дека сум станал малци, да не кажам зло збор, арогантен, сакам да победувам кој играм условно кажано, што не е точно. Да, јас сум нервус. Нервус сум во секојдневниот живот. И во работата, и во играњето, кој играм условно кажано, дали карти, дали тенис, дали фудбал. Сакам да победам. Да. Тоа е императив кај мене. А тоа не значи дека го умразам мојот противник. Дека против него имам нешто лошо. Сакам едноставно. Сакам да кажам од тој аспект. Јас сум можеби некој исклучок од тој вид на успешни луѓе кои што јас сум наоружан со една голема љубов кон мојата татковина Македонија. Кон мојот народ. Не само македонци, сите народности кои што живеат овде кон Македонија. И можеби тоа е една мојата најголем предизвик и денеска кој што апсолутно не сум мирен, едноставно сакам да дадам еден придонес за побрзо имплементирање на Македонија да се изгне на ниво да биде држава со респект прво кај нашите соседи Грција, Бугарија, Албанија и Србија и во Европска унија. Меѓутоа, за жал, тоа се моите можности кога моментот кои што се релативно лимитирани. Немам политички амбиции за сега, немам намера да влезам во политиката, а објективно политиката е тој сегмент од наше општество кој креира иднината на државата. Значи, вие немавте никога желба да напуштите Македонија?
да живеете надвор од Македонија? Затоа што Сега- јас ќе бидам искрена, се извинувам Не, што не, прекинам. Има моменти кога си велам ќе ги спакувам коферите и ќе си одам затоа што или не гледам промена или не, чувствувам дека нема ништо да се смени. И ќе сгрешиш. Ќе сгрешиш, грудката ти е тука, каде и додиш, секаде ќе бидеш странец. Само во својата татковина си тоа што Јас треба тука да бидеш. меѓу мажите и жените го чувствувам тоа малце поразлично. Мажите имат повеќе осет на каменот, темелникот, а и жените го имаат тој дел. Јас, кога дојдев со сопствениот капитал во Македонија, тогаш беше Македонија во војна, 2001 година. Ми беше понудена Австралија, буквално од врвни личности на австралиската влада, да инвестирам, да одам со свој капитал во Австралија да инвестирам. Сакам во црна металургија, бојна металургија, племенити метали, брилијанти, што знам, било што. Во кој што ми нудеа комплетно, фул подршка. Јас одлучив да одам во Македонија. Децата мои кои што се овде кон Македонија беа првиот предизвик кој што јас сакав да бидам околу нив, околу моите внуци, да бидам заедно со нив. Тоа имаме нешто, ние балканците, нешто во себе, во кој што секој пат сакаме да бидеме блиску до семејството, до нашите потомци кои што доаѓаат после нас. И мислам дека единствена грешка во животот ми беше тоа. Јас мојата љубов кон Македонија никој пат нема да сгасне. Меѓутоа, од аспект на веќе бизнис говориме, капитал, тука донесов погрешна одлука, што со капиталот не отидов во држава во кој што владеат правни системи. Точно, Е, така. така. Овде кон Македонија, за жал, тоа не функционира и си ја платив цената. Не жалам, да се разберем. Немам намера да се жалам. Како што кажавте према. Господ ми дал се. Ми дал родители, ми дал семејство, ми дал се во животот. Интимно сум исполнет и физички и емотивно, така да ја јама на животот, можам да кажам благодарам. Материјалниот дел што вие го спомнувате, апсолутно е сосема клучен дел за стабилност на едно семејство кој што сметаме дека е клетка на едно општество. Што денеска полека се руинира тоа семејство како една клетка, посебно со овие последниве настани на Евровизија кои што за мене се неразбирливи, да ви кажам. Точно. Не знам, А да. не знам, Точно. верувате ми. Точно. Јас во еден момент се фатив кога ја гледав таа емисија, чека дали јас веќе сум надвор од движењата каде светот се движи. Точно или така. пак нешто е спорно, верувате ми. Неколку дена со сите мои најблиски пријатели разговарам да ми дадат аргументи што е тоа што победи на оваа Евровизија. Победи Евровизија. Не е тоа. Семејството е клетка на општеството. Додека не се најдат нови форми, посовршени, семејството ќе остане. Ама така, туку така, без потреба да го руинираме, да го уништуваме, тоа е зло кое што ќе ни се врати како човештво многу брзо и многу лошо. Затоа, верувате ми, на тој план. Ова е убава тема. Традиционалните вредности Точно, мораме да ги точно почитуваме. така. Ти си музичар. Традиционалните вредности мораме да ги почитуваме. Мама и тато, се мама и тато. Нема родител еден, родител два. Точно. Не може така. Јас апсолутно мислам сексуалната ориентација тоа е слободен избор. Точно така. Меѓутоа не сме да ни се наметнува како приоритет и како авангардно во нашето секојдневие. Тоа се работи кој што секој човек кој што и малце и размислува со здрава памет и со ладна глава ќе свати дека тоа не е вред. Јас мислам дека кај нас уште не е толку многу експонирано како надвор од границите. Тие ЛГБТ разбирам во ред, поддржувам се она што те прави среќен, ако мислам тоа не ми е спорен момент. Меѓутоа, сега ова веќе што е наметнато точно, многу често знае да ми излези на TikTok, мајка која детето ми е мачка, и јас не можам да го однесам на ветеринар, мислам дека имаше некој таков момент. Значи родителите одобруваат. Гледам на MTV, веќе се е тоа демонизирано, тоа ни е наметнато, тоа го гледам и полека сакале ние или не, ќе го прифатиш како нормално, а воопшто не е нормално. Сепак тоа ни е наметнато од некој надвор кој што
Искрено, јас Тој Евровизија... надвор се знае кој е ЕУ и САД. Меѓутоа, ние сметам дека доблесно е од наша страна, како идни членки, денеска членка на НАТО и идна членка на Европска унија, па и ние да понудиме некои вредности кои што треба да се имплементира во тоа семејство. Не смееме се да купуваме што е на пазар и што мене не ми се допаѓа. Верувате ми, семејството е основната клетка, барем во мојата лична биографија, во кој што ја се здобив со таа љубов. Љубовта потекнува точно од прегратките на мојата мајка и на мојата татко. Точно така. Тоа е тоа што они мене ми го наметнава како да го перцепирам човекот, како да перцепирам жена и како да ги гледам нештата околу мене. Тоа не смееме да го заборавиме. Затоа од тој аспект може да се донесат некои други норми. Еве пред некој ден славевме Ден на семејството обзнанен како Ден од Обединетите нации. Значи, Обединетите нации го признаваат семејството како клетка на општеството. А Евровизија ти промовира едни други асемени вредности, кои што ти треба да ги имплементираш ка себе. Тоа велам, тоа не е вред. Тука не само ние, како обични граѓани, обични гледачи, тука и светските организации треба да се вклучат и да барат одредени работи да се тргнат од нашите очи. Видите вака, јас на овие години, кои имам длабоко искуство во себе, и убави и лоши работи, па тешко можев да го поднесам тоа, а камоли на младите генерации, популации денеска, што раснат, што се развиваат, и во кој правец тече се движат. Точно. Не сум уплашен за општеството. Убеден сум дека разумот на крајот ќе победи. Умните луѓе ќе дојдат и да водат ова светска цивилизација на човештвото. Меѓутоа, има некои работи кои се дегенеративни и апсолутно треба да се каже стоп. Се додека молчиме, се додека прифаќаме се што доаѓа од запад дека е модерно и напредно, ние не смееме тоа да го правиме. Ние сме растени во други устови, ние сме европејци, не сме во Унијата, меѓутоа имаме многу повеќе европски вредности во поглед калемењето на тоа наше семејство, кој што ние го денеска ствараме. Имаше вирален тренд дека мажите денес се понежни и нема жената треба да се чува да се заштити затоа што е жена. Да. И јас се водам на тоа, иако сум самостојна и силна, меѓутоа сакам да се чувствувам како жена кога сум со мажот. Според вас, дали тоа семејно воспитување го гради мажот да биде вистински маж, општеството, или што е причината што денешниве мажи во споредба од вашето време, вашата таа стара школа што ја велиме ние, зошто изумири, зошто веќе ги нема тој калап на мажи? Најнапред ја ќе кажам, во образовниот систем на секој поединец, семејството број 1. Тие први 5, 6, 7 години, па и годините додека тој се стекнува со вештини знаење, основно средно образование, тој од семејството црпи она што буквално треба да го имплементира во него. Тука сметам дека семејните заедници малце потврдија во поглед развојот на децата. Никој пат во моето семејство према жената не сме се однесували, ниту сме дале било каков изглед према жената да ја третираме да не е равноправна со нас. Туку напротив, повеќе сме дале пиетет на жената како нешто символ кој што е битен за семејството и во развојот на целиот општествен живот. Од тој аспект не можам да го разберам поривот образованието. Видите вака, ние учевме во бивша Југославија. Јас сум роден во ФНР, па после СФР. За нас учителката беше богиња. Ние пред неја сите се клањаме и ден денес, како ме прашате, кој беа моите учителка од прво до четврто ране, ќе ви ги кажам со име и презиме и ќе ги споменам нивните сите доблести и мани. Меѓутоа, они биле символ во кој што нас не образувале. Ние денеска го губиме и тој да не кажам пиетет и родителите многу во преголема љубов, кој што не ми ја даваат со нивно посветеност кон децата, туку со поклони и барање некој друг да им ги воспитува децата, го губиме ние, младиот човек. Затоа, велам, ние сме сепак само сведоци на еден силен
развој на нови вештини, нови знаења во светот, нови работи во кои што денеска многу е по-тежок животот. На 24 часа вие што денеска го живеете, отколку времето кога ние бевме. Се знае, од 7 до 12 часот си на училиште, од 2 до 5 до 6 си на улица, играш, од 5 до 7 сати ќе напишеш, што знам, домашна или после тоа ќе гледаш некоја телевизиска, што знам, серија, било и ќе идеш на спиње. Толку беше животот. Немавме ние таблети, немавме ништо во себе. Меѓутоа, денеска веќе, ако гледаме малце по-објективно, во 80-90% од времето на моето детство, мајките ни беа домаќинки. И тие беа со нас, растеа со нас. Денеска веќе 80-90% и едниот и другиот родител работат. Затоа што мора. И затоа љубовта не се купува со поклони или со заштита на собственото дете. Напротив, треба да се влезе во генезата, зашто тоа дете има такви побуди да биде што условно непослушно. Зашто тоа дете има проблеми да комуницира со своите другачи на невоспитан начин. Денеска имаме нели во етерот има многу против детското насилство, еден силна пропаганда. Апсолутно се слагам. Тоа е проблем на родителите најнапред. Ја нема да го спомнам, да го променам светот, ниту вие овдека. Меѓутоа мораме да работиме, да најдеме алатки како тој процес да го на разнебитување да се малце смири. Ние мораме да ги користиме придобивките на новите технологии, меѓутоа во каква форма ќе ги користиме? Во форма во која што мораме да го задржиме човекот и неговото достоинство во било кој пол, машки, женски. Јас мислам дека, извини Ивана, Не, како доаѓа времето и како е се позастапен интернетот, мислам дека доаѓа полошо време, не подобро, и мислам дека ние ќе бидеме многу мал дел од популацијата, од луѓето кои што ќе можат да се соочат со тие проблеми што доаѓаат допрва, со тие, не знам, мислам дека нема да можеме, мада треба да се почне точно од негде, меѓутоа мислам дека сме далеку. Светот полека презема некои мерки во поглед промена на начинот на воспитувањето на малите деца. Еве, се донесе закон во кој што се донесува шахот во основното и средно образование како необавезен предмет, меѓутоа како предмет во кој што децата ќе го консумираат. Да почнат да размислуваат, да. Да почнат да размислуваат. Да. И верувате ми, на Шаховската федерација јас ја поддржав комплетно на Македонија и донирав околу 130 шаха во трите мои гимназии во кои што многу ги сакам, во Гевгелија и во Скопје, и во моето основно училиште, шаховски табли, за тие деца да почнат да размислуваат на играта што се вели шах. Не на таблетот или да не кажам телефонот, во кој што се ќе прочета што му треба. Меѓутоа да го развија својот ментален склоп, умот. Да, ма тоа е тогаш за тогаш, мислам дека само во тој Сега и друга работа приметувам. Јас доаѓам од семејство каде што мајка ми се 3 деца, од страната на татко ми се 3 деца. Значи, јас сум од двете страни голема фамилија и сите имаат по 3 деца. Без разлика години кога жената се зела во брак и кај млади мајки гледам дека одбиваат да одат повеќе од едно дете напред, кога е финансиски проблемот, кога е страф или како ќе се снајде. Вие имате 3 деца. Да. Кој беше најтешкиот дел во одгледување на 3 деца? И дали одлуката да имате 3 деца, мислите дека е од финансиски аспект, да ако можеш да ги издржиш тие 3 деца или нема врска? Видете вака, живееме во свет во кој што е малце себичен. Мојата покојна баба на мојата мајка, имаше 11 родени деца, во кои што 6 си умреле, 5 останале живи. Од тие 5, не дека живеле во некоја благосостојба голема. Едноставно се купувало ден за ден. Работеле со земја, сточарство, едноставно животот го натерале. Не еднаш во историјата на човештвото се покажало дека многудетното семејство е најблагодетно и во развојот на целото семејство.
Ние малце себично го перцепираме животот. Дека животот ми припаѓа мене и јас да бидам убава, условно кажано, во овој момент. Двочлено, трочлено семејство е минимум кој што ние треба да го размислуваме како доколку сакаме човештвото да ни опстои. За мене, бројката не е битна. Битна е желбата да се има семејство. Во семејството се подигнуваат сите вредности кој човекот го прави да биде похуман. Чувајќи го собственото дете, ја размислува димензијата како размислуваат родителите на останатите деца. И со тоа се ствара една хумана димензија во кој што треба да комуницираат и да го градат тој свет што ќе треба да биде подобар. Јас не сум согласен во тоа дека мора да има лимит на деца. Апсолутно убавината на жената останува не само во незината физички изглед, и во карактерот. Карактерни жени секој пат се денес кои остануваат во историјата многу подлабоко запаметени отколку понивната убавина. Истото тоа важи за мажите. Верувате ми, семејството е нешто најсметото кој што треба да го ние опочитуваме. Не сите сме верни на тоа семејство. Често пати правиме некои грешки во животот. Меѓутоа, не грешки од тоа што сакаме да ги правиме грешки. Едноставно, животот сам по себе ги наметнува. Денеска веќе при ова материјално богатство кој што ние веќе се ствара во денешниот свет, да не говорам, стандардот на моите баби и дедовци, на моите родители спореден со мојот, нема споредба. Према тоа, не е проблем за тоа дете да се изнесе на пат. Имам и општество кој води грижа за тие млади поколенија. Сакам да кажа, детето е најсилниот капитал на човештвото што ние треба да го створиме. И никој пат не смееме да се срамиме од него или да прашаме по која цена тоа дете ќе дојде на овој свет. Детето мора да биде извор на нашата иднина. Ако не имаме деца, што велат старите, сакам детски глас да ми заплаче во куќата. Тоа е богатството во кое што го сочинува оној фундаментален извор на здрав човек кој што сака да гледа кон една светла иднина. Сакам да ме прашам, пред малку, кога дојдовме тука, ни се обративте со господи. Баш со Ивана искоментиравме за тоа дека колку е реткост да слушниш господја или некој маж да се обрати на таков начин, да има... Со манири. Точно, да има манири. Дали сметате дека кај нас се во изумирање таквите видови на господа, да речем? Верувам дека ги има многумина како мене кои што во жената гледат символ како дама. Јас одавна мислам дека не сум. И јас ке заслужам дека ги снимува. Природот кон тоа е едноставно кој што го носиме во себе. Велам, тоа е карактер на човек. Не сме сите и во мојата фела, во бизнисот, еднакви. Па и во вашата фела, како вие музичар, вие како книжевник, не сте еднакви. Меѓутоа, мораме да ги задржиме основните стандарди. Пиететот на почит, ако вас ве прави среќен, јас само ќе го надоградам тоа. Ќе го надоградам со уште повеќе комплименти, бидејќи инспирацијата за вашата позитивна енергија носи нови вредности кои што вие ќе ги створите. Не сте свесни колку може човек со добра поддршка, посебно кај жените, да успее во животот многу повеќе од колку што ние самите можеме да помним. Ако денеска јас ви наметнав проблем на мојот искажен збор, јас ви купам од вашето време за лошо. Јас ќе ви го подарам мојот убав збор, за да вие пораснете понатека. А пиететот како жени во моите погледи секој пат ќе останете како навистина многу почитувани. Почетокот на овој подкаст имавме емисија јас и Адријана, зборувавме на тема мажи и жени, успешни жени проти успешни мажи. Имавме една мистерија и ние ја решивме и затоа ќе ве прашам вас. Повелете. Дали мажите се плашат од успешни жени или тоа е едноставно само нека заблуда и начин како се тешат жени кои имаат кариера и се успешни затоа што се сами, бидејќи јас и ти тогаш се сложивме дека мажи се плашат од успешни жени. Сега ме интересира вашиот став да го чујам нова. Прав маж никој пат не се плаши од успешна жена. Ствари да, од тоа. успешен човек. Прав маж. Имаме квази мажи и квази жени. Така. Видете баш. Не можам да се плашам од нешто кој што ја и на големата опасност отворени очи отварам. Зашто да се плашам?
успешна жена за мене само е порив повеќе да влезам во незиното поимање на нештата и ја да се збогатам, ако можам и јас да за успешна да биде уште поуспешна, да ја дадам поттик да уште повеќе порасне. Тоа е мојот пристап кон Ја би ракоплескала, буквално ја би ракоплескала на ова, затоа што е така. Фала ви за ова. Ама не, видите вака, зашто да се чувствувате дека сте маловажени? Има луѓе кои што ве почитуваат и тоа многу ве почитуваат. Дайте им пиетет на тие луѓе кои што знаат да почитуваат вредностни системи од државава. Точно така. Имам чувство повеќе дека мажот, кога ќе види дека си силна, дека знаеш што сакаш, дека се бориш, дека буткаш во животот, и он има предрасуда дека ти можеби нема да бидеш добра мајка, дека ти можеби нема да бидеш добра домаќинка, дека премногу зборуваш, сака да е тивка жена. Значи, оние стари некои стереотипи и се повлекува, барем јас сум имала такво чувство. Не се согласувам со тоа, да ти кажам, ако вие, условно кажам, сте успетна жена, јас како ваш маж, ги знам вашите капацитети дека можете уште повеќе да порастете. Јас ќе бидам мајка на детето. Ја ќе го воспитувам. Сакам да ви кажам, нема разлика во обврските на мажот и жената во семејството. Биле некој пат кога мајката била столбот, меѓутоа денеска тие столбови се малце поместени. И затоа го прифаќам тој порив да мажот биде ако треба се во семејството, да потрежи собствената жена. Верувате ми. Така. Во моите деца јас тоа го гледам и јас многу сум гот на таа работа. Затоа што имале добар пример. Што ви беше ваш најприоритетно при избор на партнерка? Значи, кога ја баравте вашата сродна душа, што секогаш ви било кај жената да го најдете најважно? Знаете, сега ја ќе говорам со од еден аспект на една димензија на време. Ние сме растени во време кога ги поминавме тие тинејџерски години, како што спомена пред малце во времето на Битлси, на Bee Gees, на Rolling Stones и Том Джонс, Инглберт Хампердик. Во кој што жените секој пат ни беа поим како можеме да ги привлечеме. Ние бркавме жени, не брка нас. Тоа беа тие некои стари времења во кои што сметам дека денеска делува идилично, кога ќе го кажам, бидејќи денеска веќе нема тука, нема кој кого брка. Не се служам дека мажот треба да брка. Јас сум за тоа. Ама ние сме дури сме пребркале, да ви кажам. Мене ми тоа недостасува. Маж да се знае, мажот е тој што треба да го направи првиот чекор, да освои жената, не јас да го дам по него. Од тој аспект сакам да ви кажам. Никој пат во животот мој како тинејџер, понатака како веќе татко и како веќе возрастен човек, поимите се менуваат во тоа што навистина вие сакате во човекот. Ако мене денеска ме прашате што е за мене најголемиот капитал, верувате ми искуството што го имам со себе. На сите полења во мојот живот. И од најинтимниот и до да не кажам, општествениот. Искуството е најголемиот порив кој што го држи човекот да остане понатека на својата патека. Ако денеска ме прашате мене, како се избира партнерот? Партнерот може да се избере во секоја форма. Меѓутоа, дали со тој партнер колку долго се запознавате и колку долго живеете, се отваряте самите себе и не секој пат се наоѓате како сродни души дека припаѓате на таа заедница. Затоа денеска не сум јас поклоник на упорно држање на брак по секоја цена. Бракот ќе се држи додека тој е функционален. Кога не, апсолутно. Правото на секого, и на мажот и на жената, да се избере тоа што на секоја личност си треба. Јас ви се дивам за вакви широки и разбрани перспективи и хоризонти на работите, што се многу реткост. Верувате ми, искуството е кај мене тоа. Тоа е многу реткост. Не сум имала шанса да разговарам со ваков господин досега во мојот живот барем и не сум имала шанса да слушнам некое такво искуство. Меѓутоа, дали мислите вие дека животот да сте родите уште еднаш, дали ќе го живеете истиот живот? Истиот. Ништо не би промениле. Верувам, јас пред некој ден со едни пријатели бевме така, обично практикувам секој 2 недели ги собирам другарите во Кевршас и така на кебаб софра, викаме таа, муабети, сеќавања, малце музика, има локална музика во самиот ресторан, па ќе играме малце карти, шах со другарите. 10 животи да имам.
ниту еден не ми го минал со мојот живот. Ко сакам собствениот живот, собственото детство, собствените тинеџерски години. Сиот свој животен пат за мене е една убава приказка која што сметам дека можеби ако времето дозволи ќе направиме еден документарен филм во кој што ќе го отсликам моето битисување на оваа планета Земја и мојата љубов кон моја Македонија и кон се она што значи македонско, да ви кажам. Ако во тоа успеам, во тој проект, ќе бидам многу среќен, да ви кажам, бидејќи детството е еден дел, тинеџерските години се втор дел, оној момент кога се борите за кариера да створите нешто е трети дел, и четвртиот дел е оној момент кога само на Господ, на секој кој ќе дојде во таа фаза, му сакам физичко здравје и ментално, да го има во себе, тогаш тој е најсреќниот човек на планетата. Сега ќе ви го пофалам стилот на облекување. Изгледате прекрасно, средано и фраерски, јас би рекла, Да. со некој шмек на господин, ама и дотеран, она да изгледа дури и на кај младолекој, да изгледате многу помладо од годините што ги имате. Благодарам за комплиментот, да ви кажам, мене ова многу ми значи кој ќе го добијам од дами. Јас многу Да ви сакам кажам. кога ќе видам мажи што се средени, што изгледаат убаво, како вие, например. И сега ми е тајната која е на тоа, затоа што е според вас она што еден маж мора да го има на себе кога станува зборот од изглед, не од карактер? Да си има себе. Себе, како личност. Тоа е многу подлабоко, да ви кажам. Меѓутоа, сето тоа е собрано искуство од едно минато време. Една мала, еден мал дел само сегмент ќе ви кажам. Раснапе во време на Битлси. Не ни дозволува во основните училишта и гимназии да носиме долги коси. До гитара не можевме да дојдеме. Се запишав на факултет, исто така не ни дозволува. Се вработи во технометалвата, не ни дозволува. Кога веќе ги заврши сите тие фази, заврши во животот, јас дозволив да бидам оно што сум ја во основа Трифун. Сега Да се сте пуштам прави. долга коса, да се облекувам по мој начин, секако збогатен со искуството кој што сум го купил или го имплементирал во себе. Верувате ми, јас имам можност за 5 минути да се скоцкам, да бидам комплетно, да влезам у белата куќа, условно кажа. А за исто така 5 минути можам да испаднам облечен, буквално да просам на семафор. Човек сум кој што едноставно животот ме научил да го носам сето тоа со себе. Меѓутоа, ми помогнале многу личности околу мене, кои што ми се многу блиски и многу ги сакам, кои што ми дадоа димензија на тоа што е многу вредно од женски аспект. Затоа ги, апсолутно, вашите коментари како жени многу ми значат и како потврда на тие што ме подучуваат во овој дел. И сакам да им порачам на сите мажи, нека ги слушаат коментарите од жените. Што жените сакат во мажите? Така? Така ќе бидат многу помили, посакани и посреќени дефинитивно. Зашто и маж, и тој трага за среќа. Машкоста, оној момент паѓа кога ќе се залюби во вистинска жена. Така да, верувате ми, тоа се елементи кои што сите треба да ги учиме. Интересно. И мажите се ранливи, и жените се ранливи. Само тој сегмент на меѓусебно поврзување е многу битен, да не се повредуваме, туку напротив, да ако можеме да се стимулираме, да бидеме уште поголеми него тоа што сме. Интересно е како имате таа дуалност, таа баланс на машкост, на сила и во исто време и на ранливост, и на романтика, и на чувствителност. Затоа што и мажот мора да ги има едното и другото. Романтиката е дел од мојот живот и денес, верувате ми. Така? Романтиката е нешто најбавото нешто и никој пат не сакам од неја да се откажа. И денеска јас во оваа моја возраст тежнеа за романтични сцени, за романтиката да доживеам и во земјава и надвор, во светот секдека. Она е символот, романтиката му дава една димензија на една длабока душа. Па затоа ми е жал што на денешно време мислам дека романтика се помалку и помалку има.
имам чувство кога ми раскажуваат моите во корзо како шетале, па девојката што ти се допаѓа. Па вртиш па ме погледна, па не ме погледна, леле, Па тоа друг застана. Да, па најголемата возбуда те погледнала. Или 10 круга за да се сретнете на... Имам чувство дека тогаш било многу и полесно да најдеш искрена љубов, многу и поубаво. Секако се подобро да било денеска. А еве, денеска ќе речеш се ни е на дофат. Денеска се на дофат, бидејќи објективно новите образовни системи ги ослободите жените и женските шеја да одстегите дека мора да бидат комплетно затворени. И мене тоа ми се допаѓа. Јас пак ќе се вратам на тие тинејџерски години. Имавме ние матинеја игранки. Па вие дидете, па да поканете некого да игра. Па ако те одбие, па леле, па тоа веќе срамови се тука да ви кажам. Па ако ти прифате, леле, како ме погледаш, тоа се ноќи непроспиени. И тоа се убавите нешта кои што го краса тој млад живот на тие млади деца. За жал, не знам дали може би грешам. Сакам да грешам. Романтиката не сме да исчезне во ниту една личност. Живееме за еден грош среќа. А среќата ја прават малите нешта. Не е само материјалното. Материјалното дава една сигурност. Меѓутоа, надградбата на човекот е сето она што го имаме во себе, а тоа е љубовта. Генерално, во најширока смисла на зборот. Сега ќе направам споредба од тоа време и сега. Сега задоволство ни причинува тоа што некој ни ставил лайк на слика, тоа што некој не додал за пријател на Facebook, на Instagram или без разлика. Колку вас ви интересира тој дел од секојдневието сега? Дали користите вие социјални мрежи? Да, дали нешто има... Да, социјални мрежи користам, имам портал човекот пред се. И присутен сум, и тоа ме овозможи да на социјалните мрежи се зближам до моите сограѓани. Перцепцијата за моето место и улога во мојата држава до моето појавување на социјалните мрежи беше во генерално, бидејќи се е политизирано Македонија, беше негативно. Меѓутоа сега со моите ставови, со моите погледи, со мојот пристап кон нештата, чувствувам и денеска кој чувствувам еве и во кафич, ресторан, на улица, на тротоар, во самопослуга или во некој шопинг центар. Луѓе ми приоѓаат со симпатија, емпатија чувствувам. И затоа сум задоволен од тие социјалните мрежи, не од она што го публикуваат како негативна енергија, туку напротив. Ако вие на сето тоа негативно, тој ве мава со камен, вие вратите му се леп. Кога тоа што ќе се сети дека греши. И тоа ќе се појави. Јас сум дел од социјалните мрежи и ми сметам дека социјалните мрежи ми дадоа една димензија да се вратам во светот, да можам да продолжам да водам мојата битка. Јас водам битка сега со мојата држава. Не да осудам мојата држава, туку да ги исправам нештата кои што се овдека погрешно поставени. Така. Ама се дивам што не сте се откажале од промената, туку сте ја прифатила и сте ја насочиле кон на вас да ви даде тоа што ви е целта да ја постигнете. Апсолутно, морам така. Морам да користам се што е во моето обкружување, да го имплементирам во себе за да бидам посилен. Верувате, јас, 2 дена поред играм тенис по 2 сата. Мислам, за мене, за мој години, релативно тоа е сериозен. Јас само сега да кажам, јас сум во шок. Ја 15 минути и толку ќе се изморам. Секоја чест. Ама не, видите вака, таа физичка кондиција ми дава и ментална стабилност. Апсолутно. Јас за да продолжам, сакам да продолжам, не сакам да се откажам. Ја имам мисија пред себе со моите години, на моите деца и на моите внуци, и на моите пријатели и непријатели, да им кажам дека во животот нема ништо што е така дадено џабе на тацна. Треба се бориме. Борбата е основниот мотив. Борбата не под вистинска борба со оружје, туку борба за она правда, она што сакам да го створиме. Борбата е само така, сваќам. Постојат ли најтешки години во животот? Дали се 20-тите, дали 30-тите, дали 40-тите? Па видите вака, детството не ми беше многу убаво, иако сум живеел романтично, бидејќи од најрана младост сум релативно бил болежлив. Што знам, на 15 години имам чир добиено и вени ми се појавија на левата нога, па на 18 години прстен чирот,
така да имав операција, на 34 години ги извади вените кои што ми беа ко грозлови и јас сум благодарен на Господ што денеска играм фудбал. Замислете, после 50 и кустур години јас и понатека сум функционален. Трчам, се движам и многу сум среќен. Сега имам уште едно прашање, многу се зазбора. Слободно. Нема години во кои што ќе ги кажам дека ми биле тешки. Не. И оној момент кога сум имал болки со чирот, ми пукнал шарк, не ми пукнал. Било убаво. Сум бил обкружен со своји најблиски пријатели, мојата рода. Јас се сеќавам на вас по музиката и се сеќавам на времето кога од музиката влеговте во политичките води. Да. И како пејач вас сакав, ги знам вашите песни Ружи кога делевте на женската публика и тие ме беа некои гестови од ваша страна кај што се сеќавам викав ова е господин човек. Значи ружа подавате на некој што дошол да ви испочитува, да ве слуша во публика. И кога влеговте во политика, затоа што јас секогаш сметав дека уметноста не треба да се меша со политиката. Затоа сега веќе кога имам привилегија да разговарам со вас, баш тоа ми е прашањето. Зошто од еден таков живот креативен, од еден сосема друг агол на како живеете, да влезете во на другиот крај? Па прашањето ви е сосема на место и јас ќе се потрудам во едни малце поширок контекст да го објаснам моето влегување во политиката. За мене беше Македонија независна, единствена држава, дестинација, час поскоро да влезе ЕУ и НАТО. Сметав дека да се биде политичар, тоа е најсериозна функција во нашето секојдневие. Бизнисмен е битно, ама не е најбитно. Политичарот, ако јас во мојот бизнис сум имал едно време, шо знам, 150 и до 500 работени. Денеска политичарот треба да води сметка за целата држава, која што се милионски бројки од жители. Во момент кога настана првото разочарување од политичките елити во Македонија, сватив дека во многу нешта јас сум погрешил. Сметав дека јас треба со својот интегритет и со своето знаење да пружам нешто добро на мојата држава. Моето влегување во политика не беше од лукративни интереси. Напротив, да беше само да помогнам. И сакам јавноста да знае. Ја бев градоначелник 4 години, 48 месеци, и 3 години бев пратеник во собранието, во кој што не прима плата. Ниту дозволав да користам посило, ниту возач, ниту да платам, ниту градот или парламентот да ми плати мене авионска карта или да не кажам смештај, самиот го плаќав. Тоа беше мојата контрибуција да покажам љубов кон мојата држава, мојот град. Мене ми дала државата што тука сум се родил, тука сум израснал, тука сум се образувал и тука сум се стекнал со занает. На тој начин јас си вратив. И сметав дека со политиката ќе можам да придонесам нешто. За жал, денеска политиката не е најсјајната работа во Република Македонија. Апсолутно, ако од мене лично... Хајде раз пратеник што не изима патни трошкови, нема. На ова дереже на кој што е Македонија преди се е резултат на лошите политички, да не кажам, структури кои што владеле со Македонија и се уште владеат. Се надеваме дека ќе има промена, ќе порасне преди се тоа чувство да се биде политичар кој што е одговорност. Јас кога станав градоначелник, за мене функцијата градоначелник пред се одговорност. Не е привилегија. Секоја функција не сме да биде чувствувана како привилегија, во кој што ти ќе го користиш тоа право да поставуваш, да бараш или да нешто твориш. Тоа е одговорност. Така и чувствувам и така и денеска чувствувам. Политичар за мене буквално сегмент на највисока, да не кажам, струка, кој што на Македонија и треба. И ни требат врвни политичари. Се надеваме дека после избори сме, ќе дојдат нова структура која што малце ќе направи некои измени во нашиот Ова е тој период со надеж кога сме, значи ова е. Сега ако не се понадеваме во времето на вера, љубов и надеж, сега надежта остана. Љубовта е меѓу нас,
Верата Вера исто имаме. така меѓу нас, така да надежта останува последно. Нема, баш ми текне веќе се, например, ти дали би влегла во политика, исто музичар си и не можам да те замислам. Види, не можам ни јас да се замислам, нити знам нешто за политика, нити сакам да знам. Ама знам луѓе, познавам луѓе кои што баш Верувате, се занимаваат со тие. Зашто влегов? Не дека политиката ја пратам од секој па сум ја пратал. И од времето на ФНР, СФР и светската политика. Меѓутоа сметав дека не сум јас тој кој што треба Македонија да креира. Бидејќи јас сум во стопанството, во бизнисот. И се кога сватив дека имате вие на клучни позиции луѓе кои што немат блага врска со тоа што го работат, со Точно, тоа што треба да апсолутно, работат. точно. И сватив дека треба да влезам ја во некој, да дадам некој нова димензија. Меѓутоа, за жал во Македонија, какво многу мини со така се едноставно се удрија од тој бедем на политички бедем на еден зид, во кој што едноставно политичките партии денеска не ви дозволуваат вие да излезете во реалниот свет, во да му објасните која е иднината, каква е иднината, едноставно немате можност да комуницирате со граѓаните и сваќате дека сте отцепени, осудени. Убеден сум дека тие времења се зад нас, убеден сум, ама времето ќе покаже. Дали мислите дека постигнавте својата цел од кога влеговте во политиката? Значи, вие имавте замислено не. Не, не. Значи... Јас, како градоначелник, да. Денес, како ме прашате, јас сум најгор градоначелник. Јас сум еден градоначелник кој што буквално функцијата правеше, ја работеше без никаква надокнада. Ништо. Исклучиво доброволно. Јас сум единствен градоначелник кој што останив 20% од годишниот буџет на градот како готови средства за отпочнување на нов проект на новиот градоначелник. Нема општина во Македонија кој што стала толку пари за следниот наследник кој што било од некоја друга партија или да не кажем иста партија. Јас бев домаќин. Јас домаќинлукот го покажа во градот. Убеден сум дека сите вработени во јавните предпријатија, ЈСП, комунална хигиена, водовод, канализација, паркови зеленило, улици и патишта, и администрацијата, и денес кога ги прашате за мојот статус, како бил однос кон вработените и кон администрацијата, ќе ви кажат позитивно, посебно према противпожарната бригада на град Скопје. Татко бев. И денеска јас сум многу горд кога синдикатите и денеска синдикатите на јавните предпријатија ме именуваат со спорот татко. Тоа е голема сатисфакција за Како татко на град Скопје, буквално секојаш си го боли човек срце за детето. Што ве боли најмногу за она што на Скопје му се случи, а на вас ви падна најтешко? Бидејќи Скопје е и како променето, и како с моја лична перспектива уништено, бидејќи не го доживувам веќе толку убаво, а каков е вашиот Вака став? сега ќе ви кажам, факултет за градоначелник нема. Значи, на конкурс се појават кандидати кои што буквално имаат некој искуство во себе и љубов кон таа општина или град кој што треба да го водат. Верувате ми, првите 2 години јас го учев градот. И сватив дека градот има силни проблеми под земја. Значи, инфраструктурно, градот Скопје се уште има околу 90 километри водоводни цевки од азбест, кој што е канцероген. Ја во мојот мандат ја покачив цената на водата и почнав да ги менувам цевките и успеав 10 километри да променам, да ги сменам со нормални здрави цевки, бидејќи секоја честичка од тој азбест е канцероген и тој убива човек буквално за многу краток период. Мојата идеја како градоначелник, бидејќи веќе ме малце подкренавте, беше да градот Скопје отвори сопствено представништво во Брисел, каде токму на ваквите проекти, на чистењето на азбестот, не само во водоводна мрежа, ги имаме на крововите, ги имаме во столбовите на зградите. Тоа е сериозен проблем. А имаме една од најчистите води во Европа, што е трагично. Само поминува низ такви цевки. За жал, водата е прекрасна. Да. Буквално Скопје е најголемиот град во свет по жител кој што троши питка вода.
питка, чиста вода. И тоа е нешто срамно. Срамно за нас. Ако палестинците користат по 6 литри на ден, ние по 656. Во мое време користеме. По жител на град Скопје, толку имаме вода. Сакам да ви кажам, идејата ми беше да представништво, да вработиме домородни луѓе кои што буквално или пензионери од ЕУ заедницата и да користиме фондови за инфраструктурно решавање на проблемите на град Скопје. Прво, чистењето на азбестот. Од сите секвенции, тоа е проект, минимум 1,5 милиарда евра. Тоа нема да бија средства на државата и на градот. Тоа бија европски средства. Меѓутоа, тогашната влада на Груевски свати дека ја имам некои лични намери да поставам некој мој човек, едноставно го стопра тој процес и тоа представништво многу брзо на ЗЕЛС се затвори, идејата пропадна. Идејата ми беше во град Скопје, администрација, да направам буквално сектор со најквалитетни луѓе, кои што исклучиво ќе работеа проекти кои што требаше да се пасираат во ЕУ, и така ЕУ ќе имаше према нас една друга димензија, да не свати дека сме цивилизиран народ кој што бара цивилизацијски вредности. За жал тоа не се оствари. А еден мандат за градоначелник е многу малце да се испорача тоа што го знам. Јас, верувате ми, јас стана вистински градоначелник на Скопје тек 3-та година од мојот мандат. Пред тоа бев бела книга, условно кажано. Едино што знаев финансите. И финансите успеав да ги средам во рок од 2 години. Да ги средам тие дубиози кои што беа претходно одбрани и бев домаќин. Генерално, заклучокот од мојот мандат дека јас бев на град Скопје градоначелник домаќин. Толку. Јас сакам околу да се вратиме на темата љубов. Ајде, маче. Ме интересира што според вас и како би требало да изгледа совршена жена. Дали постои совршена жена? Која би ве натерала вас како господин да ја погледнете, да ја осетите, да ја почувствувате во смисла психички, не телесно? Жената со своето, видите вака, ако во една соба има повеќе жени, разноликоста на жената прават уште поинтересно. Така. Кај секоја жена, кај секој поединец мора да ги развиваме тие чувства кои што се внатрешни во нејзе, уште повеќе да ги подигнуваме, да даде повеќе од себе. Нема да се заљубиме во сите жени, ама пиететот кон жената ќе биде сериозен и озбилен. Нормално ќе се заљубиш кон нешто што ти е многу поблиско, да не кажем она внатрешно чувство кој што те привлекува. Ама пиететот кон жената никој пат не сме да падне под ниво на едно нормално однесување како вистински джентлмен. Жената тоа го заслужува. А со задоволни жени, верувате ми, и општеството ќе биде многу напредно. Вие се сакале, кажале и не. Се и полесно со среќна жена. Жената е шијата на секое семејство. Точно така. Жената е шијата и на државата. Затоа треба да ги почитуваме жените и да дадеме максимално поддршка. Еве денеска имаме нов председател жена, јас ја поддржувам. И стојам зад неја комплетно. И како жена, и како председател. Не почитувам бидејќи ја познам лично и сметам дека таа има и храброст и карактер во себе да испораша многу повеќе отколку до сегашните, да не кажам, личности кои што биле на таа функција. Жените се поспособни од мажите. Јас не сакам да коментирам, ќе ме сватат политички определена, а не сум. Далеко од тоа. Но исто така имав надеж во исто жена што ја ставија на позиција за прв пат да биде на позиција како жена, па не ги исполни моите очекувања. Меѓутоа, се надевам и јас дека сега како прв пат жена председател, дека ќе се смени нешто, секогаш е надежта велат последна умира. Во случајот претпоставам говорите за Данела Арсовска. Реков нема. Не, видите вака, јас се поддржував нејзе исто како жена. Меѓутоа, објективно, ја не сакам се уште да коментирам, бидејќи ги немам резултатите од нејзиното владење. Меѓутоа, она што го испорачува е многу малце за Скопје и Скопјани. Посебно, римската поговорка вели. Си да патиш Леп и забави. Не можете вие кога за новогодишни празници, за божични празници, Скопје вие во темница, па дозволете ми. Јас во мојот мандат ги сменив светилките
на булеварите и улиците кои што се крстосуваат. Кој што има 70% заштеда во електрична енергија и денеска се истите светилки, меѓутоа 70% изгубија силата на светење. Денеска го чувствувам градот Скопје како е во темница. Не е тој град кој што јас, кога заминав, го остави. Не може на новите години да се штеди на граѓаните. Не може, кој прашање интересот на сите граѓани на град Скопје, мора тука да се биде многу флексибилен, да му се понуди. Во моје време јас ги поведав белите ноќи, ги подржував многу манифестации кои што значи пивофест, винофест, во кој што значеше живот, движење, музика, забава. Народот тоа му треба. Да. Затоа што сте народен човек. Ама и народот сега гледаш како е паднат, затоа што нема ништо. Годана ја знам уште од времето кога бевме по движењето, референдумот кој беше 2004 година за територијалната поделба, така да незината стаменост и незинат карактер во ниту еден момент се нема променето тогаш и апсолутно има комплетно мојата поддршка. Ова ни дава надеж, затоа што сте искусен човек, дека ете можеби навистина ќе се случат промени. Ако немаш прашање дополнително, драга моја колешка, Немам прашање, колешке. и ако вие, господине Мислам Трифон, дека- немате уште нешто да додадете, бидејќи 1 час веќе зборуваме, а велат во добро друштво времето оди најбрзо. Така. Јас мислам дека со вас ние можеме слободно уште една емисија да снимиме понатаму, бидејќи имате толку многу што да ве прашаме и да ни кажете и да не научите и да споделите, ама искрено ми беше задоволство да го водиме овој разговор и да слушнеме за сите овие мудрости со нас што ги споделивте. Фала ви за тоа. Благодарам за вашиот доматинлук овдека што го покажате како дами и вашиот многу убав прием, бидејќи не сте свесни колку вие самите давате позитивна енергија за успешност. Баш ни е Фала ви. така. Заемен е патот меѓу мажот и жената. Да го почитуваме тоа. Така И е. тоа е нешто најбогато кое што мора да биде. Благодарам многу, во секој време ви стоам на располагање, апсолутно да споделам со вас и со вашите гледачи. Мораме многу нешта да менуваме, да ги менуваме на подобро. И да не се Меѓутоа, надпреваруваме, туку да работиме прво да заедно. бидеме наоружени со љубов Така. во Така. сите сегменти на нашето живење. Благодарам уште еднаш. Ви благодариме многу. Јас толку ми беше чест и задоволство што можам уште една емисија да ќутам и да ве слушам. Така да, ми благодарам од срце. Фала ви. Благодарам